луѓето се тетовираат и што најчесто тетовираат, дали постои родов дисбаланс помеѓу мажите и жените за тоа кој повеќе се тетовира, меѓутоа и дали повеќе се застапени тату-артистите и тату-артистките, што впрочем се случува во рамките на заедницата на тату-артисти во Македонија, меѓутоа и со кои се стереотипи и предрасуди се соочуваат љубителите на тетоважата во поглед на македонското културно милие. За сите овие теми ќе разговарам со мојот денешен гостин, тату-артист Борис Костов, а вие нашиот забавен разговор ќе можете да го проследите во продолжение на емисијата Женски магазин. Денешната тема на Женски магазин е многу интересна. Сега јас кога размислував за тоа како да ја направам ова најава, велам тоа е некој тип на уметност, нели тетовирањето, тетоважите денеска се се поактуелни, се почесто млади луѓе, скоро и да не можеш да сретнеш млад човек кој што не е истетовиран. Сега јас ја споредувам таа негде генерацијска разлика кога јас бев дете и кога нели ќе се сретнев со тетоважите, тоа обично беа некоја генерација на дедовци кои што имаш истетовирано некој чуден знак, обично кола и година на служење на воен рок во JNA. Денеска времињата се сменија, младите луѓе се навистина големи, да речам, фанови на тетовирањето. Ти си претпоставувам некаде сличен до мојата генерација и нели кога бевме деца не прашуваа што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Имаше ли идеја дека ќе се занимаваш токму со овој тип на уметност и кога ти се роди таа желба? Кога кажа, еве јас ќе бидам тату-артист и ќе се занимавам токму со оваа дејност? Па немав стрикно одредено време дали ќе работам со тетовирањево, али од секогаш сум цртал, така да некоја желба се створи понатака и кога гледаш на телевизија и дека иде све нели понапред и понапред, зашто да не се проба? Значи можеме да кажеме сега дека тетовирањето стана професија у меѓувреме. И дека сега тату-артист е една многу, да кажем, популарна, дали е профитабилна професија? Па може да се каже дека е, не може да се жалиме од тоа, али пак има некои стандарди што нели треба да иде понагоре и понагоре целата ситуација. Да се унапредува. Да, мора. Од што мислиш дека зависи тоа, дали ќе се унапредува или... Па и поише семинари треба да се прават, поише конвенции, за да може нели да се шири културата на тетовирањето и луѓето да им стане посекојдневно. Така. Да душа веќе станат, али уште повеќе треба. Да, мислиш дека треба тетоважата да се воведе како една општа конвенција на човечкото живење, действување? Што впрочем значи тетоважата? Што тебе како тату-артист ти значи кога ќе видиш дека некој е тетовиран или символот што го има истетовирано? Како ги препознаваш психолошки луѓето? Различно ги гледаме ние работите од тој аспект. Ние ги гледаме како уметничко дело, како некој уметнички чин на некој тело, за разлика од некои други што гледат или како мода, или како нешто што сака да што истетовирал со значење. Од тој аспект секојаш различно се работите. Еволуцијата на тетоважата како изгледа од перспектива на тату-артист? Едно време знам арапски букви, јапонски беа многу актуелни. Сега што обично се тетовира? Дали се тоа некои ликови на луѓе кои што не се драги, датуми, имиња? Што обично ти во твојата кариера си тетовира? Порано немало толку голем избор како што има сега. Сега е многу полеснително од тие околности, али најчесто се тетовираат по-реалистични работи, колор, исто реализам. Има и нели со значење тетоважички мали како датумчиња, символи и ред други работи, ама претежно поголемиот дел се прават поголеми тетоважи, по-реалистични што се вика. Спомна дека треба да помине еден тату-артист обука. Што значи тоа? Тоа треба да заврши, значи дека треба да заврши уметничка школа или има специјализирани курсеви за квалификациите на таленти за цртање татуажи? Пожелно би било да има и школа, не дека секој артист има нели школа за уметничко, али тој повеќето и дарба. Треба да има сега поново се прават и семинари за обука на тетовирање. Може и тоа да се испрактикува у тој аспект и пожелно би било нели за да ги научи процесот на целата тетоважа, како треба да движи,
за машинките, за све останато што треба. Убаво спомна, тату артистот е поединец кој што треба да знае да црта, пожелно да има образование уметничко, меѓутоа исто знам дека и многу се внимава на тоа колку често се користи иглата, како се дезинфицира и такви работи, некои што се од медицински повеќе аспект. Колку тој медицински аспект на заштита на самиот клиент е вклучен во овие обуки кои што вие ги поминувате? Вака се иглите, тие ствари што ги користиме не за тетовирање, се 99% стерилни. Тие се за една употреба, нема еднаш чим ја отвориш, нема употребување. Пак се иде во отпад, специјален медицински отпад што се вика, и се отвара нова игла за било што, значи нови бои се ставаат, нови капачиња, све ново се отвара за секој нов клиент. Дали не се завршила тетоважата, истиот клиент доаѓа пак се отвара све нов материјал за него. Нема како порано стерилизација, чуда и све тие работи. Телото во тату уметноста се доживува како платеното на сликарот. Точно е тоа или тоа е некој стереотип кој што вака од страна гледаме? Може да се каже со тоа што нашата работа ствара многу поголем ризик него ли платното. Така. Да. Затоа што се работи, претпоставувам, со човечко тело, различна кожа, све има големи фактори се тука. И кожата има зависност, и клиентот нели колку е трпелив, и дали може да издржи целиот тој процес, пошто не е процесот од саат време, него може да трајат 2-3 сесии по 5-6 сати. Тука треба трпение, не е само ке седнам, ке си стетовирам и тоа е тоа. Твојата интервенција каква е? Например, претпоставувам дека кога ќе видиш кожата на клиентот и неговата желба да истетовира нешто, можеби не може да се совпаднат затоа што структурата на кожата не е погодна да се истетовира нешто што тој го замислил. Даваш ли совети од тој тип, например, ајде да пробаме со некоја помала фигура ако кожата е порастеглива, или како се одвива тој процес на консултација? Мора да има секој артиста како да даде совет на клиентот, не е по секоја цена дај само да истетовираме и да заврши работа, мора совет да му даеш на клиентот, пошто не секоја тетоважа стои треба да биде поставена на тоа место или таа позиција. Треба правилно да се испозиционира, големина, за да не се да не се прилева од двете страни, кој ќе видиш да се гледа чисто сликата. И што друго? Да, за околу колорот исто сакав да те прашам, пошто забележувам дека се повеќе тетоважи во последно време се прават со сенки, со сенчање, со најразлични бои. Тоа е некој, да кажам, современ тренд кој што се воведува во тетовирањето, или едноставно не бил досега само користен толку? Па не бил користен толку, да. Зашто порано немало толку многу бои да си правиш палети своји. Сега имаме голем спектар на бои и поише гледаме да изгураме тој дел на колорот, зашто и секоја слика побаво изгледа кога е колор. Деталите се поизразити и све е поинтересно. Так. Да. Колку време ја работиш оваа дејност? Веќе 14 години. И кои промени ги забележа од 14? Она што многу мене ме интересира е расте ли бројот на тату артисти во вашата фела? Например, кога има повеќе побарувачка за некоја професија, нели повеќе луѓе се пријавуваат да ја работат и се насочуваат таа професија. Што вели твоето искуство? Па да, има повеќе артисти. Мило ми е што има повеќе артисти, треба да има повеќе артисти, зашто да не. Никој не треба да се плаши од конкуренција од такви работи, зашто не може сите да сме конкуренти едни на други. Све е тоа вкус на клиентот и избор на клиентот. Не може со сила никого да натераш да се тетовира кај тебе. Желба, гледа како му се свиѓа таа изработка, доаѓа си закаже термин. Така да. Пожелно е да ги има тие повеќе артисти. Така. Исто многу ми е интересно процесот на настанување на една тетоважа. Ние сега во позадина и го пуштиме дел од твојата изработка на тетоважа, како тоа се изгледа. Можеш ли да ни го објасниш процесот од апликација на контурите до финална фаза кога веќе се отцртува и фигурата, има и бои, има и сенки, како тоа се изгледа? Еве, етапа по етапа да раскажеме. Па вака се припремата е долга. Маса, мислам да спремиш една маса за работа, мислам дека некаде околу половина час се треба. За да спремиш дизајн треба неколку дена унапред, за да може да се прецизира точно дизајнот како треба да биде, што треба да биде. Си имаме посебни апликации како го
изразуваме тоа. Некои рачно го прават, некои си го прават на принтер. Се аплицира тетоважата на позицијата и се стартува од моја препорака од здоле нагоре. Како што се гради куќа исто, така и се практикува кон тетовирањето. Како дигиталното време ја смени тетоважата? Има ли малку повеќе, да речем, идеи кога е интернетот во прашање, побрзо се стига до идеја, до информација, може до некои принтови што ги спомна? Има ли разлика или сепак повеќе е мануелна уметност, да кажам, рачна уметност тетоважата? Како ти го доживуваш тоа? Има, да, со новиве генерацијата ChatGPT чуда што искачаат, малце, нели, го менјаат мајндсетот на луѓето, зашто мислат дека све што ќе видат на телефон или на компјутер дека може да се изведе исто. Може, не дека не, али пожелно е да имаш свој дизајн, кај што го нема на интернет, кај што ќе видиш еден и единствен со тој дизајн, не мора да го има 10 души. Биди си свој, јас им викам на сите, подобро да се склопи дизајн, отколку да бараме по интернетов нешто што е веќе аплицирано на туѓа кожа. Така. Да. Дали како секој сликар што има свој сликарски стил, можеме да кажеме дека и секој тату артист има свој стил. Дали ти, например, како тату артист се разликуваш по својот стил на кој што ги изработуваш фигурите и татуажите од другите татуажи? Да, сите артисти си имаме свој стилови на изработка. Кај нас во држава не можеш да се прецизираш и да се ослониш на еден стил ќе работам, мора да ги работиш сите. Со тоа што, нели, си имаш колор делке што си го работиш стикно повеќе тоа и повеќе лудираш на тој момент да го работиш. Имаш и black and grey артисти, така да секој со својот стил си тера, нели, на свој начин, а ние си ги препознаваме стиловите меѓу артистите меѓу себе што се. Така. Да. Што заклучуваш за човек што има многу тетоважи како тату артист? Обично се мисли, еве, например, мене да ме праша некој што мислиш за човек што има многу тетоважи, јас би рекла уметничка душа, некој што сака уметност и што го доживува своето тело као, нели, сликарско платно. Што ти заклучуваш? Постои ли некои работи кои што можеш за човек да ги заклучиш само врз база на тоа што гледаш како вкус на тетоважа аплицирал на себе? Не можеш да осудуваш според изгледот на човекот, никогаш. Не по делата што ги има на своето тело. Не е начин и не е ни да даеш на некој критика за нештото. Може него му значи многу. Так. Не можеш да го осудиш, може него има стварно големо значење да тетоважа што ја ставил на своето тело. Так. Зашо да го осудуваш човекот кога не е ни место ни време, може? Так. Пожелно е тоа, да, уметнички чине, си ја направил, му се свиѓа или му значи тетоважата. За него е тоа нешто големо. За некој друг од страна изгледа, зашо го стел тоа, не ми се свиѓа, тоа се пак вкусови ги кажа. Так, Да. за вкусовите што велат не се дискутира и тоа е многу вистинита реченица. Ги спомна и предрасудите што луѓето ги имаат за луѓето што се тетовирани. Има ли уште или се доста искоренети предрасудите? Пат се наоѓа некој да Да. искритикува нешто, поглед да фрли или демек види на врат ставил, на раце, многу истетовиран. Пак, ќе кажам, не сме никој да те осудува според изгледот и како ти и кај се си ставил тетоважа. Да. Не секогаш тие луѓе се злобни луѓе, како што правеле порано, не дека се пак да не навредиш некого, нели, по други установишта се. Изгледот многу лаже, може да се каже. Так. Зашто некогаш и тие луѓе се многу подобри луѓе него ли останатите. Так. Имаше една реченица што јас сум ја слушнала од универзитетски професор кој што мина ми предаваше, дека тетоважите впрочем представуваат еден тип на обележување на затворениците кои што биле од црна, припадници на црна раса во Америка и тоа подоцна веќе историски се врзувало со некоја субкултура. Не мислам дека во Македонија има таква историја на субкултура и тетоважите денеска мислам дека се баш мејнстрим. Дали се согласуваш со тоа дека тетоважите кај нас се мејнстрим Тоа култура? да, али пак има некоја точка кај што води од таму, демек потикнувало тетовирањето за затворските нели установи, нема врската. Ние аплицираме се што гледаме на телевизија. Так. И се што зборат кај нас е све тоа што видел некој нешто, демек од таму потикна тетовирањето. Нема Так. благи вези. Так. Тоа кај некои држави си е традиција. Так. Така да.
Да. Не значи дека секој што истетовира не затоа нели? Так, апсолутно. Да. Ме интересира со однос на тоа дека ние сме женски магазин, ме интересира и дали тие родови разлики и предрасуди и стереотипи кои што владаат помеѓу мажите и жените, на пример до пред 20 години кога ќе видите жена што е истетовирана беше баук. Ајде за маж и некако окей му стои. Меѓутоа за жената некако сите ја гледаа со резерва. Колку времињата се сменети денеска и се тргнати тие предрасуди дека женското тело не сме да подлежи на тетоважа и дека тоа ако некоја жена има тетоважа нешто треба да значи. Не знам што, меѓутоа на дефинитивно голем број луѓе им значи нешто тоа што жена има тетоважа. Повеќето се тетовираат нели со значење, али пак ќе кажам како што и машкото тело, така и женското тело нема потреба да има, зашто е женско не треба да има тетоважа. Так. Тетоважата е стил. Так. И за некого со, нели, пак ќе кажам, големо значење, не можеш да му судиш на човекот ако е женско зашто става тетоважа. Зашто женско направило цел ракав. Цела нека се тетовира. Так. Ако знае да го носи тоа, слободно нека се тетовира. Индивидуален избор е на крајот од да. крејвите. Кај тебе вака обично како е поделен на клиентската маса, да кажам, има и жени и мажи се доаѓаат или? Да, и машки и женски, така да си иде изедначени се или? Па изедначени се може се каже, до душа има периоди кај што женскиот род нели почесто се тетовира. Помали тетоважи, али пак ги има почесто од машки. Ме интересира сега застапеноста на тату-артистките у Македонија. Има ли и жени кои што тетовираат, да кажем, во задоволителен број, затоа што јас обично сите што ги знам што тетовираат се мажи од Македонија. Има и женски, да, и мило ми е да има уште повеќе, зашто да не? Да. Артисти фалат, мора да има, нема потреба да се само машки, може да има и женски, нели? Секој може да го работи тоа, ако нели има дарба, нели школување, па ќе кажам, зашто да ги нема и тие женски артисти. Имате ли вие заедница на тату артисти у Македонија? Знам дека, например, ние новинарите, кога ќе се збори за новинари, имаме новинарска фела, имаме здружение на новинари, синдикат на новинари и така натаму, значи имаме некој колективитет, некое тело кое што, да кажам, не представува нас како фела. Дали тоа се случува и кај тату артистите или секој си е приказна за себе и секој индивидуално си го работи тоа? Секој си е приказна за себе, секој индивидуално си го работи, али се дружиме сите. Кога има нешто, пак знаеме да се видиме и кафе и било што, пак си соработуваме. Так. Не сите, ама што е жалосно, ама треба да се си делите совети понекогаш, да, така. Колку ти се важни советите кои што ти ги даваат колегите? Секој совет ми е важен, секој совет ми е битен, зашто да не го испрактикувам, може ќе биде подобро тоа, ако не пробаш, нема да знаеш. Може некој бил колега некаде надвор, видел некој совет, ти кажал, пробај. Ако не пробаш, нема да знаеш. Вистина ли е тоа дека тату артистите надвор од Македонија заработуваат многу пари или тоа е мит дека тие пари од тетовирање не може да се заработат у Македонија и затоа многу често имаме, да речем, одлив на тату артисти од Македонија? Па да, заработуваат повеќе поради стандардите што се. Надвор и тука има разлика, али и тука се живее, не е за жалење. Секој може да си приушти ако сака, нели без оглед на тоа колку би коштала тетоважата, пак може се каже дека е окей тука за тие работи. Ти си размислувал да одиш негде надвор? Сум работил и надвор, али сега периодов сум остана тука, така да ќе биде. Некогаш и пак да се оди надвор, зашто да не, секогаш има зашто да не. Так. Да. Ако не се занимаваш со овој тип на уметност, размислуваш за некоја друга бранша, дејност у која што ќе се пронајдеш? Што е сродно на ова што го работиш? Не би за ништо друго, освен ова да работам. Значи ова доследно остануваш на тоа. Да. Она што на многу луѓе им создава дилема и еве тебе сакам да те прашам сега како некој кој што знам дека е верник и како некој кој што е во исто време и тату артист и како некој кој што исто време се тетовира, многу често, барем јас сум ја слушнала синтагмата, тетоважите се контра црквата и дека луѓето кои што се тетовираат со тоа прават некој извесно одстапување, ајде да не речам греф, меѓутоа одстапување од црковното учење. Како ти тоа го коментираш? Па јас не би кажал така, од аспект зашто никаде не пишува дека не смееш да се тетовираш. Дека е, нели, грев дека го правиш тоа, грев секој прави секојдневно.
со самата помисла може ти е грев, така да тетовирањето не спаѓа у тој аспект, барем јас така мислам. И нема зашто да е тоа како грев сватено. Така, значи, ја разбиваме и таа предрасуда. Од друга страна, јас како размислувам, еве да го споделам и мојот став со гледачите, како што рече, ти сите сме грешни и секојдневно правиме гревови, камо среќа тетоважите нека ни се најголемиот грев што го правиме у текот на денот. Да. Дали често, еве веќе кога сме кај религијата и прашањето за религијата, често тетовираш молитви? И дали се тоа секогаш христијански молитви, затоа што имам забележано и молитви кои што се напишани на арапски јазик. Тоа ми е малку сега дискутабилно како да го искоментирам. До сега не сум правил на арапски. Мислам, текстчиња, зборчиња сме правеле, али молитви на арапски не сум правил до сега. А наши христијански молитви се прават често, слики црковни се прават често, така, како икони, нели Исус, Богородица, крстчиња, ставаат такви работи, тоа е веќе секојдневно и не представува проблем, зашто да не, ако некој му е желба, слободно нека си стави така да тоа важи. Так. Значи, трајно, да кажам, носење на икона и поврзување со надприродното битие. Само да се објаснам, не мислев ништо лошо и за луѓе кои што би тетовирале молитви на арапски јазик, меѓутоа мислам на тој дисконтинуитет да зборуваме за христијански верник со христијанска молитва тетовира на арапско писмо, некако ми е многу мултикулти тоа, дали може да се направи некоја синхронија од страна на тату артистот во тој поглед, за тоа мислев да не ме разберат гледачите погрешно, не мислам ништо лошо и на нели оние кои што се тетовираат и на јапонски и на арапски. Колку време ти е потребно да ја подготвиш тетоважата од моментот на нарачка до моментот на дизајн? Па секогаш е различно, зависи од дизајнот, зависи од стилот, дали колор, дали е black and grey. Па мислам дека потребно е од 2-3 дена да се седне убаво, да се посвети внимание на тоа, да може да се изработи квалитетно и да остане тој чин или таа точка да се обележи на своето телаче, клиентот. Дали тату артистот задолжително треба да се тетовира и да си представува реклама на својата дејност? Па според мене тату артист без тетоважа некако не ми иде за тоа. Мислам да не се навредиме некого. Би било окей да имаш што да представиш, да објасниш некои моменти, дали е колор, дали е black and grey, како би изгледале тие сенки, како би изгледа таа боја, што треба да се представи на кожа, од тој аспект. Многу ме интересира дали сам се тетовираш. Па имам и сам што сум брал тетоважи, зашто да не. Да. А кога треба да ги довериш на некој друг, како тестираш дали е тоа вистинскиот избор на некој друг тату артист? Треба кои критериуми ги имаш? Значи треба да е нешто блиско до твојот стил или дава шанса некој да си го покаже сопствениот стил на твоите тетоважи? Па зашто да не секогаш оставам, например. Кој идам јас кај колега, се тетовирам, оставам на него, неговиот стил да си го тера, како он го изработува тоа. Би ми било мило негов стил да е. Так. Да не мора да менја своји стилови за нешто да биде на моје тело испресликано. Колку твои колеги доаѓаат кај тебе и дали имаш искуство колега да дошол кај тебе да се тетовира? Да, многу. Често си имаме ние такви тетовирања и дружби, така да треба да е секојдневие тоа. Да речеме дружбите, да дојде да посака да се тетовира, да нема и са не се тетовирам кај тебе, нема причина зашто. Суедни ли се тату артистите? Знам дека уметниците која ќе наслика нешто си го гледа тоа како свое дело, па не сакам некој да ме копира, па тоа е само мое, некако имаат така сентиментална врска со своите уметнички дела. Дали тату артистите имаат тој тип на, како да кажем, емотивна, сентиментална врска со тетоважите што ги изработуваат? Па може да се каже тоа некаде, али сега ние, например, што ќе направиме некое дело, за реклама си постираме на наши социјални мрежи и не може да му забраниш на некој да не може да го украде твојата социјална мрежа, да го пресека на друго место. Дали сметаш дека тетоважите што ги прават тату артистите треба да бидат заштитени со авторски права, како што се заштитени со авторски права сите други авторски производи? Па да, зашто да не? Сметаш дека треба да се воведат во законот и... Па, пожелно би било, зашто има некои дизајни што се не секојдневни
и не мора секој не мора, например, таа тетоважа за мене може многу големо значење. Не мора истата тетоважа да ја престика некој друг на туѓо тело. За мене таа има големо значење. Може некоја слика кај што представува некој мој лик од дома, нели, па ќе кажам, датумче, именце, нешто што ме потсеќа на некого, не мора друг човек да го има тоа на своето тело. За крај, што советуваш обично да биде првиот избор за тетоважа? Дали тоа треба да бидат тие што викаш тетоважи што имаат значење, или тоа треба да бидат некои тетоважи кои што, да речем, се врзани со некоја креатура, уметност, каде што треба едноставно да се покаже уметничката страна на твојот карактер, да кажем? Па, пожелно ми било да биде уметничката страна. Не мора да е... Секоја тетоважа си има значење. Буквално секоја тетоважа. И моментот ти што се тетовираш денеска, има некое значење за тебе. Моментот може нема ти текне, ќе ти текне понатака извесен период, али значење да го имаш, не дека немаш. Ќе се потсетиш тој период од животот што ти се дешавало, затоа си ја направил таа тетоважа и ти ствара значење. Така. Да. Еве, јас немам ниту една тетоважа на мене. Што би ме советувал или што би ми истетовирал ти прво како прва тетоважа доколку јас дојдам да се тетовирам кај тебе? Па првично нешто символично, да не биде сега одма, нели, голема слика. За почеток, нели, да видиш и болката која е и како иде целиот тој процес на изработка и некоја гаранција да се ствари меѓу клиентот и артистот. Доверба, така. Борис, ти благодарам за денешниот разговор. После овој убав и опуштен разговор ние кидаме да се частиме во Пица Плейс на по една пица. Тие се нашите пријатели и спонзори на нашата емисија. Ти благодарам уште еднаш за тоа што одблиску ни објасни како изгледа тату културата во Македонија и се надевам дека ќе ми дадеш еве следна прилика да те угостам со некои новитети или некои настани кои што ги организирате и ќе се видиме повторно. Фала на поканата, па се гледаме наредна прилика. Ова емисија посветивме на нешто што до пред неколку години се нарекуваше субкултура, меѓутоа денеска дефинитивно е мејнстрим. Се повеќе млади луѓе се одлучуваат за тетовирањето и тетоважите представуваат некој своевиден символ кој што носи голем емотивен капитал или едноставно ја прикажува уметничката страна на карактерот за еден човек. Тие во себе кријат и многу уметност, меѓутоа и многу психологија. Јас ви најавувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини, а до тогаш ви посакувам убава работна недела. Се гледаме!